Здраво! Денеска се наоѓаме на тезгата од Ѓорче Петров, на мојот пријател Нено, кој што има најдобри лешници, бадеми, ореви, али е дар за маслинки. Причината зашто се наоѓаме денеска на оваа тезга кај Нено е представување на најновиот гимбал од DJI Osmo Pocket. Зашто се вика Pocket? Па едноставно затоа што го собира у џеп. За да видите што све може да направи ова чудо, продолжете да ме гледате, а башка ако ви треба маслинки или лешници или ореви, обавезно дојдете на оваа тезга. Колку левлебијата? Левлебија 250. 250. Која? Печената? Ајде ми 200 грама. Ајде едно 200 грама. Продолжете да гледате. Кутијата на DJI Osmo Pocket е многу мала. Еве може да видите малце поголем од мобилен, а паломата е тука ради сезона. Овие работи се внатре во кутијата. Имаме неколку адаптери, ренче, кабелче. Ова е приклучокот за Apple телефоните, а ова е приклучокот за Android телефоните. А тука и кабелот за полнење и ремчето за држање на футровата, както и футровата која што е многу практична и многу паметна. Понеже го собира уредот, со или без приклучокот. Уредот може да се полни додека е во футровата. Значи овој уред е голем колку мобилен. Предноста на овој уред е што има механички стабилизатор на сликата. За да го поврзиме со телефонот, го ставаме соодветниот приклучок. Уредот има две копчиња, едното за вклучување, другото за снимање. Еве може да видите како главата сама се подесува и изгледа како и ти. Go home. Иако екранот е многу мал, менијата се многу интуитивни. Тие се поделени на 4 дела, има разни опции, лесно достапни, со едноставни икони и лесно разбирливи. Меѓутоа, начинот на работа и опциите кои што ги нуди овој уред ќе ги обработиме во неговата апликација за мобилен. DJI Mimo. Откога сме инсталирале апликацијата DJI Mimo, уредот мора да го приклучиме на телефонот. Како прва опција ни е опцијата за начин на работа на самиот гимбал. Дали ќе имаме брзи или бавни движења, follow, tilt и други. Второ е подесувањето за видеорезолуцијата, како и бројот на слики во секунда. Во трите точки на дното се наоѓа другото мени за избор на Basic или Pro Mode. Во Pro модот може да го подесиме начинот на фокусирање, континуирано или сингл. Можеме да ставиме линии со кои што полесно ќе се ориентираме и полесно ќе може да кадрираме. Можеме да го подесиме и начинот на снимање, дали да изгледа како кино снимка или нормална. За балансот на бело имаме повеќе опции. Во десниот долен дел се крие џојстикот кој што е блед и треба малце да запнете за да го видите. Со него ја движиме главата и ни дава поголема слобода. Кај таймлапсовите све е јасно, бираме интервал на кој што ќе се взима фотографијата, колку време ќе трае и го активираме. Но можеме тука да го вклучиме и таймлапсот со движење на гимбалот, максимум се 4 точки кои што може да ги одредиме ние. Еве може да го видите таймлапсот од парк. Slow motion опцијата си постои тука и дава малце подраматичен изглед на видеото. За фотографиите имаме два начина на работа, мануелен и автоматски, но мислам дека овој уред најмногу ќе биде користен за видео. Кај панорамските фотографии може да се прават фотографии од 180 степена. Под менито Story се крие многу интересен дел во овој програмски пакет, каде што имаме претходно снимени видеа кои што ни помагаат за креирање на наши сопствени видеа со сличен начин на движење на главата на гимбалот. Еве на пример, во горниот лев ќош ни е прикажано видеото, ние го правиме тоа движење и гимбалот сам ја движи главата во програмираните насоки. Повторно ни се прикажува сливното видео кое што треба да го направиме и гимбалот сам ја движи главата во програмираните насоки. Дури не мора ништо да мрдате, само држите го гимбалот, он сам ја мрда главата. Ево, дека е фиксен и он само ја движи главата.
На крај, софтверот автоматски сам ги монтира овие клипови и ние гледаме дали сме задоволни со добиеното видео или не. Доколку сме задоволни, само му кликаме Save и директно може да го постираме на Facebook, на Instagram, на DJ сајтот. Нормално ставаме мал опис и да бидеме главни фраери, да се чудат сите дека многу знаеме да снимаме. И веќе видеото е аплодирано на некои од социјалните мрежи. Каде? Појма не. Бидејќи се уште ги немаме добиено затоците за DJI Osmo Pocket, јас сакам овој уред да го поврзувам со кабел на мојот мобилен. На тој начин сум посигурен во таа врска помеѓу телефонот и мобилниот и знам дека не треба да се секирам да не нешто оштетам на мојот мобилен или на DJI Osmo Pocket. Овие кабли со USB-C конектори се достапни во нашите продавници. Цените се од 300 денара до 900 денара. Све зависи од каде купувате. Вистинскиот мајстор на камера може да изработи добро видео и со овој уред. За тоа се доказ неколкуте видеа кои што ги сними мојот пријател Христијан Конец. Позитивно ме изненади квалитетот на видеото на уличното осветление во Битола, кое што за жал не беше баш најдобро. Дури ова кутре беше спремно да ми позира на оваа светлина. Од кога го земав овој уред на тестирање, се приметив дека се почесто го наоѓам во мојот джеп, од јакната нормално или во торбичката, и дека се почесто правам видеа од местата кај што сме биле фамилиарно или ја ако сум бил на некој ивент па сум го забележал. Затоа доколку ви треба нешто лесно, подвижно, со добра механичка стабилизација на слика, ова е уредот за вас. Него може да го најдете во нашата продавница во Pixplus. Се надевам во блиска иднина ќе ги добиеме и додатоците за него. Пратете не на YouTube и на социјалните мрежи. Спремаме многу видеа кои што ќе бидат интересни и ќе ви помогнат во вашиот фотографски видео.